Добар ден, драги гледачи, почеток на Црвена линија со Тина и со мене, Тео. Денешната главна тема, па мислам со години, е цело време актуелна и доста дискутабилна, ама затоа Тина ќе ви открие која е. Така, имам еден млад примерок до мене, кој што можеби многу повеќе ќе знае за што зборуваме денес, но сакаме да ве слушаме и ве апелираме до помладата генерација да се вклучи во ова денешно издание на Црвена линија. Пред се да напоменам на 02-307-6677. А она за што ќе зборуваме, е добро познато дека младите заминуваат во странство. Она можеби што е најфрапантно е дека најголем дел од младите воопшто и кога ќе заминат не се враќаат назад. Зборуваме денес за тоа како да ги задржиме, односно што можеме да направиме за младите кои што се уште се тука, бидејќи без младина апсолутно нема иднина. Така е, сосема се согласам. Вакви млади личности како Тина и мене мислам не смеа да се изгубат, а сега се вртиме кон нашите социјални мрежи на Инстаграм со нашето анкетно прашање кое денес вака ни гласи: ќе стане ли Македонија земја на пензионери? Двете опции се да, не. Ви очекуваме да гласате и секако после рекламите ќе ги објавиме крајните резултати. Она со што ќе стартуваме е секако информацијата што ќе гледате вечерва на Телма телевизија. Инфлацијата во светски рамки урива рекорди. Кои се предизвиците за македонската економија? Минувачниците ќе може да купуваат девизи од банките за да избегнат фиктивни притисоци. Банкарите велат секторот е стабилен, а во вечерашната топ тема гостуваат академик Таки Фити и Маја Стивкова-Штериева. Гледате вечерва топ тема со Наташа Стојановска во 19 часот и 15 минути. Така, тоа е вечерва што не смете да пропушите, а исто така денес ќе имаме двајца соговорници, кој едниот е првиот е Петар Барлаковски, председател на Младински образовен форум, кој го снимивме на почетокот, пред нашата емисија. Тина говореше со него, а пред да видиме како целото интервју испадна, да пуштиме гледач на линија. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Па сега младите заминуваат. Нормално ќе заминуваат кога немаат услови како што ги сакаат. Не е само личниот доход, да бидеме реални. Тука има и многу други работи кои не можат, за жал, кај нас да се докажат. Како да кажам, сега како да речам, има млади, доста луѓе што се така перспективни, меѓутоа не може да дојдат до. Ако немаш врски, мора да ги кажам тие врски, тој збор ми е неизбежен. Ако немаш, значи не можеш да дојдеш некако до некое место и да се докажеш. Така да работат, а не се работи секој пат како што ви кажа личен доход. Има многу услови. Не можеш ништо да направиш, пак ќе го кажам зборот врски, и тоа знаете што значи. Значи ти да направиш нешто, за да било што да направиш, дали приватно, дали да збориме во државна институција, дали било да е каде, значи кај нас ништо не може да помине така како што треба регуларно, без никого да заангажираш друг. Значи кај нас затоа не можеме да ги зауставиме, а камоли да ги вратиме. Меѓутоа, дај Боже да дојде нешто подобра, некоја состојба за да се вратат назад. Иначе ова е стварно загрижувачки. Јас сум многу загрижена и стварно ми е многу жал, меѓутоа треба да се поработи на тоа, малку да им се. За жал времето истече, ние сепак го цениме вашето војање во Црвена линија, а сега, како што напоменав на почеток, да го видиме разговорот помеѓу мојата колешка Тина и нашиот прв гостин Петар Барлаковски, кој е председател на Младински образовен форум. Петар, здраво, драго ни е што прифати да бидеш дел од ова издание на Црвена линија, пред се поради тоа што си од Младински образовен форум. Она за што сакаме да проговориме со тебе, според последните истражувања, голем процент млади, околу 80%, сакаат да заминат од државата. Сега, младите заминуваат во странство и најголем дел од нив не помислуваат ниту да се вратат. Тоа е исто еден интересен факт. Прашањето е на што се должи тоа, бидејќи 84% колку што чинам е од испитаниците буквално се гледаат себе си надвор од земјата.
еве од аспект на младите, всушност зошто е тоа така? Така, вака, во однос на миграцијата, тоа е сосема нормална појава, мислам историски и денеска луѓето постојано мигрираат од едно место во друго, така тоа истото го прават и младите. Меѓутоа, кога станува збор специфично за младинската миграција, особено во овој регион, тоа е на вистина огромен проблем со кој се соочуваат нашите власти и би рекол дека можеби не доволно го адресираат. Сега во однос на прашањето зошто младите се иселуваат од оваа држава, јас би спомнал можеби три најбитни елементи, односно најбитни поттици кои ги охрабруваат младите да заминат од оваа држава. На прво место би ставил невработеноста. Ние сме држава која што имаме една од највисоките стапки на невработеност и во регионот, меѓутоа и на ниво на Европа. Понатаму и работничките услови на самите млади луѓе, често сме сведоци дека младите имаат многу помали плати од останатите вработени во компаниите и слично, дополнително непочитувањето на работничките права. Меѓутоа, она што е исто така важно да се напомене и дека голем дел од младите исто и така имаат и работа на црно. Така да тоа е една од секако од причините што придонесува кон миграцијата на младите од оваа држава кон останатите. Дополнително, оно што би го напоменал е и самото образование. Свесни сме дека од основното, средното па и високото образование навистина се соочуваме со еден проблематичен образовен систем. Дали е тоа систем кој што продуцира функционално неписмени млади, како што покажуваат истражувањата на ПИСА и одредени релевантни институции, или пак ниското ниво на квалитет на високото образование. Дополнително, оно што мислам дека и треба да се напомене дека младите не секогаш заминуваат од оваа држава поради екзистенцијални причини, во смисла на вработување или образование, туку мислам дека како дополнително влијание на нивната желба за заминување од државата влијае и самата општествена клима. Кога зборувам за општествената клима, мислам на високото ниво на корупција, на партитократијата наместо меритократијата, неказнивоста, невладењето на право и слично. Сите овие фактори заеднички влијаат кон тоа еден млад човек да посака да се замине од оваа држава, за жал. Јас би сакала да се сконцентрираме околу тоа, бидејќи кога се зборува и поставува прашањето зошто се заминува, може би, иако почнавме со финансискиот аспект или невработеноста, некако прво на удар е тој квалитет на живот. Што се подразбира всушност под квалитет на живот? Кој што го бараат? Така, јасно. Ние како држава имаме, би рекол, ниско ниво на младенски стандард во споредба со останатите држави, особено со државите од Западна Европа. Таму младите се многу пред економски независни. Тоа е многу важен елемент. За жал, ние во нашата држава се уште имаме млади луѓе кои што тешко наоѓаат работа, кои ќе најдат работа, исто така таа работа не секогаш е стабилна и не секогаш доволно ги покрива оние основни трошоци за живот. И дополнително самите млади луѓе, меѓутоа и студенти и средношколци имаат одредени услуги и поволности кои што самата држава ги пружа кон нив, кои што ние за жал ги немаме. Така да, освен тоа, како што напоменав на почетокот, нели дел од нив одат поради вработување, меѓутоа дел од нив секако одат и поради квалитетно образование, меѓутоа и бидувањето студент кај нас и во некоја држава, особено во Западна Европа, е навистина различно искуство, барем она што според она што го велат оние студенти кои што студираат таму. Интересен е фактот дека сите се едногласни по тоа дека горе-долу размислуваат да заминат, дури се наоѓаат најразлични инструменти како побрзо нели да се замине и да се остане, мал број и се враќаат назад. Па постои ли надеж некако инструмент да ги задржиме? Што може би прво и од корен треба да се промени? Она што најпрвен треба да се направи е да се донесат политики и решенија кои што ќе бидат инклузивни и ќе бидат креирани заедно со младите и со младинските организации, при тоа што нели они најдобро знаат која е состојбата со младите, што они точно сакаат и што им е потребно. Меѓутоа, кога станува збор за креирање на политики, потребно е да се креираат политики на долг рок. Она што ние за жал го имаме во нашата држава е тоа што се креираат одредени политики за млади, кои што секако некогаш се позитивни за нив, дали се тоа финансиски надоместоци, дополнителни услуги, меѓутоа сето тоа не придонесува кон тоа ние да го подобриме младинскиот стандард на долго ниво. Значи потребна е некаква вид на стратегија, акцијски план или било како да го наречеме документ кој што ќе го адресира овој проблем, меѓутоа на
на long term што се вели, односно на долгорочно решение. Поради тоа што ова е навистина еден огромен проблем со кој се соочуваме и ние како и останатите држави во регионот. Оние држави кои што се во Европска унија, а што се во регионот, веќе имаат одредени политики кои што ги креираат, односно ги имаат креирани со цел да ги вратат своите млади луѓе од западноевропските држави, така да можеби треба да видиме и позитивни примери од самите останати држави. Еве за крај, Питер, дали ти би си заминал, дали спаѓаш ти во таа бројка? Па искрено, можеби порано сакав многу повеќе да се заминам, меѓутоа сега можеби се намалил процентот на кој што јас сакам да се заминам, меѓутоа како и да мислам дека да, дефинитивно би се заминал. Благодарам многу што одвои време да поразговараме во црвена линија и секако не заминувај барем додека траеме за да погледнеш како течат размислувањата на нашите гледачи. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас за поканата. Ете, тоа беше разговорот со Питер Барлаговски од Младински образовен форум, а сега одиме на разговорот со нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме. Добри ли Поздрав сте? до вас и до телевизија Телма. Благодарам. Голем поздрав и до вас. Сега ова тема што се поставиле е многу скаклива. Искрено ќе ви кажам, кој не води статистика, може да каже дека не е то така. Речи, движењето на младата генерација се наоѓа не во Македонија, и во Бугарија, и во Грција, и во Албанија, и во Босна, и во Хрватски, така, во цел регион. Сега, младата генерација кај нас, точно дека оди да бара поголемо парче леп надвор од Македонија. Али искам да ви кажам, има доста млади луѓе кои се вратиле незадоволни и ќе ви кажам, емиграцијата на Македонија почнува од 52 година, не од сега. Еве, јас ќе ви кажам со личен пример. Имам брат роđен, 72 година е заминат во Шведска. Таму му се и децата родени. Тие си да. Али сакам да ви кажам дека миграцијата секогаш кај младиот човек е застапена и се за подобар живот, подобар заработка се оди, го знаеме ние сите тоа, али некако дека се свртак во својата држава. Пошто системски кога државата се менува од еден систем во друг, секогаш младиот човек не е задоволен. Али тоа е тоа, ова е Македонија. Колку има, толку му пружа на младите и школување, и вработување, и плати и така натаму. Ви благодарам многу. 90 секунди истекоа, благодарам што го споделивте вашиот став, а сега една и плюс информација за гледачите на Така, црвена се линија. поврземе со нашиот гледач што спомна за миграцијата, и односно со твит кој гласи: блескавата политика на блесавите... Блескавите. Не блесавите. Блесавите. Да, властодържи вечерва ни приведува уште едно изненадување. Македонија на високото 8 место во светот на миграција на младите. И сега заедно вака убаво ќе видиме. Ева ќе вие да видите. Ние сме на 8-то место. Над нас е Хрватска и Босна, како ќе кажам наши комшии, под нас е Србија. Ете така, ова се последни, да речеме, статистики кои што ги објави нашиот твитераш. Така. Како му беше името? Уште имаш? Маче, Маче. Маче, поздрав до Маче, а сега одиме и со вклучување на следен гледач. Ајде да слушаме што ќе ни открите. Може би вие сте некој кој што планира да замине. Добар ден. Добар ден, убави деца. Добар ден и до вас. Па иселувањето воопшто. Ало? Да, во Ве слушаме. црвена линија сте. Иселувањето воопшто, а во последно време, особено на младите, е голем проблем. И веќе се осеќа недостатокот од стручен кадар за нашето стопанство. Но ова не е никакво чудо само кај нас. Односно, чудото веќе е реално и европско, па дури и светско. Преселбата на младите оди напред од една во друга подобра држава. Од таа пак одат понатаму по уште подобра. Што значи и од доста подобри држави од нас младите бараат уште подобри услови за вработување и за напредок и за ете така повисок
стандард и подобри услови за живот. А дека ова е вака, се гледа и од тоа што некои земји, еве особено Словенија и Хрватска, деновиве имав можност на некоја од нивните телевизии или прочитав некаде, не знам, на бегалската криза и на приемот на бегалци во нивните земји не гледаат како на проблем, туку како на можност за решавање на нивниот проблем за недостатокот на работна стручна сила. Така, благодарам што се вклучивте во црвена линија. Уште една напомена, не случајно го објавуваме тајмерот од 90 секунди за да си го контролирате времето и да не останете недокажани. Така, идеме со наш следен гледач. Добар ден. Тоа навистина деновиве го слушна. Дали имаме гледач? Добар ден. Ако немаме, идеме со коментар. Коментари, така е. Така, во тема на денот на Facebook Црвена линија. Имаме коментар од Игор, кој гласи: Здраво, поздрав од Игор. Јас да кажам за темата дека за жал се повеќе млади одлучуваат да заменат од државата заради подобар живот. И доколку се креираат мерки и политики со цел задржување на младите, во кој сум и јас, иднината и кариерата, младите ќе гледаат во странство. Например, јас сум на новинарство и како млад човек нормално е да се гледам каде има поголем стандард и услови да просперирам, бидејќи доколку и тоа не се превземат мерки, изгледа државата ќе остане на пензионерите, а младите се иднината. Поздрав и се најдобро до целата екипа на Црвена линија. Поздрав и до Игор, а веќе е време да вклучиме и следен гледач. Ги охрабруваме и помладите генерации да не се јават, па да слушаме што тие директно ќе кажат на оваа тема. Ало? Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Да. Не само младите што се иселуват, мора да се иселат, затоа што не се партиски војници тука, не се партиски послушници. Еве чист пример да ви кажем, јас имам две деца, ќерка со високо образование, лани си замина за Германија, син доктор на науки, веќе неколку години у Англија како професор. Тука немаа партиска книжка, не беа партиски послушници, не можеа да најдат работа, па беа приморани да одат у странство. Размислуваат ли да се вратат? Еве, не достига ли Македонија? Не. Па за да се вратат треба партиска книжка, треба да бидат партиски послушници, треба да му слугуват на некого. Дали тоа значи дека еве може да ни кажете Македонија ќе остане земја на пензионери? Тоа би бил и ваш одговор на нашата анкета. Да, секако ќе остане. Меѓутоа, ниедна влада не презима ништо и затоа младите ќе си бегат и ќе си останат само пензионерите. Добро. Значи, имате уште нешто да додадете, времето полека истекува. Во ред, благодарам многу што се јавивте и ви го споделивте вашето лично искуство кога станува збор за преселба на младите. Така, идеме со нов коментар на Facebook од Кристијан, кој гласи: Се уште нема ефект тоа што заминуваат работниците. Се уште газите нудат само минимална плата и сакаат да се утепаш од работа како да нема утре ден. И уште според нив немало работници, никој не сака да работи. Ето вака коментираше Кристијан. Продолжете да коментирате. Некој може би подобро се снаоѓа кога пишува коментари на Facebook, еве можете и на Instagram, Црвена линија и Twitter, но подобро и да ве слушнеме. А овој пат, еве, лично со Тео ги охрабруваме и оние кои што се помлада генерација, кои што може би само не гледат, до сега не се јавиле, да се јават на 023076677. Па лично еве од вас да слушаме зошто и дали е ова така. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Намалете го тонот. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. За кого како? Добро, нека биде и добро вечер. Јас сакам нешто да кажам, ако може, за младите, така? За младите. За темата, да. Така. Да подобри услови за живот, да има полесни работи, полесни за младите, не можат толку да сватат, да и јас сум помлад, така не можам да сватам толку сложени работи. Например, да ви кажам, некој
или пак криминал нешто, некој да ми дофрли, да ми земи цигара, неќам. Во Европа, например, того нема. Да те гњави некој, да те нервира, да те мачи, Сметате дека во Европа не ги нервираат луѓето? Ти барат пари, цигари, ќе те нервира, некој ќе прави. Значи, подобри услови за живот. Добра, еве да ја прашаме за нашето анкетно прашање. Ке стане ли Македонија земја на пензионери? Добро, се исклучил гледачот, но она што секако во продолжение сакаме да го најаваме и нашата следна гостинка, станува збор за Ангела Ангеловска, која е подпредседател на Националниот младински совет на Македонија. И доколку ја имаме, здраво Ангела. Добре. Здраво Тина. Драго ни е што прифати да бидеш дел од ова издание на Црвена линија, но ако не зборуваме со младице и со вас, тогаш со кого на оваа тема? Ви благодарам многу за поканата. Па сега на самиот почеток, вака ќе кажеме, огромен број млади днината си ја гледаат надвор од земјата. Се добива дури впечаток дека во тек на својот образовен процес, уште од средношколскиот период, можеби и нешто порано, интензивно се подготвуваат да заминат. Совладуваат странски јазик, како и се она што сметаат дека ќе им се најде кога ќе заминат. Македонија како да е само транзит период од нивниот живот. Зошто е тоа така? Кога зборуваме за ова, интересен е фактот што веќе можеби последниве 10 години, колку што јас памтам, дискутираме екстензивно за проблемот за иселување на младите од државата и како што во моментот течат работите, мислам дека можеби ќе дискутираме во наредните 10 години, доколку нешто радикално не се приземи и не се работи на ова прашање. Кога станува збор за преселување на младите воопшто на луѓето, секој човек е склон кон тоа да си го бара своето место под оваа ниво, па така што не може да им замириме на младите тоа што сакаат да се иселат од државата и да бараат и да се стремат кон тоа, да бараат држава во која што ќе имаат подобар живот, од причина што, како што веќе напоменав, секој човек си го бара своето место под оваа сонце и не е фер да им се замери дека доколку нивната држава не може да им го обезбеди, не може да им обезбеди квалитетен и добар живот, тоа да го бараат надвор државата. Кога се зборува за иселување на младите од Македонија, секогаш како некој прв можеби фактор или причина се споменува економската причина дека младите се иселуваат поради ниски плати во Македонија, поради невработеност и слично, но тоа е само еден од факторите, еден од елементите кои што придонесуваат кон вакво нагло иселување на млади од државата. Еден од можеби клучните, можеби еден од факторите кои што придонесуваат кон иселување на младите од Македонија е лошиот квалитет на живот, а воедно и во последните неколку години и многу лоша ситуација во однос на животната средина. Па доколку вие може да имате најдобрата плата во светот да живеете во Скопје, но во периодот од ноември до јануари квалитетот на воздух е толку на лошо ниво, па вие да ја зимате најдобрата плата во светот, вие не би сакале да живеете тука. Така што има повеќе причини кои што се вмрежуваат и кои што исто така придонесуваат кон иселување на младите од државата. Тука се, како што напоменав, животната средина, потоа самата политичка состојба во државата која што веќе 30 години не покажа некоја зрелост, не покажа некоја радикално можеби и подобрување во однос на тоа, младите немаат доверба во самиот систем во државата. Тоа е еден голем проблем. Државата како таква не успева да работи системски долгорочно во главните сектори во кои што како држава постои, како држава мора да работи, тоа се здравство. Ние имаме многу лош квалитет на здравство. Тоа е една од можеби и причините поради која што и не само младите, туку голем број на луѓе си одат, затоа што ние не успеавме како држава 30 години да најдеме начин како да ги задржиме најдобрите лекари во државата и постојано се одселуваат и сидат. Имаме многу лош квалитет на образование. Деновиве кружаа, не знам дали беа точни вести, дали беа лажни вести, без разлика, но нашиот најдобар универзитет УКИМ е на многу лоша ранг листа, на многу лоша позиција во моментот на шангајската листа, на светската листа на универзитети. Вие доколку имате вашиот најдобар универзитет УКИМ и на толку лошо место во светот, а е ваш најдобар универзитет, како очекувате да имате квалитетен кадар кој што практикува низ Ангела, мислам дека сега го имате моментот Ангела, да продискутирате токму со Тео
бидејќи знаеме што зборуваме со Тео постојано. Сега ќе дам неколку примероци што секој млад нормално ги посакува финансиите, желбата за успех вон границите за независност, но и подобар квалитет на живот. И сега, дали ова е целосно невозможно во нашава земја според младите, или нас, или сепак е возможно, но ние од желбата за, ќе кажам, независност, сме можеби заслепени, не ги гледаме всушност добрите можности за живот во Македонија, што некои од нашите постари граѓани би рекле дека постојат тие можности, само ние младите не ќе ги признаеме или сакаме да се избегаме од нашата држава. Во делот за можности не можеме да се пофалиме дека сме држава која што обезбедува најголеми можности во државата, но овој проблем не е само во Македонија, туку е повеќе во регионот. Така што вие како држава доколку не наоѓате, не ги стимулирате младите како да се осамостојат до нивните не знам, до можеби 26 години, до 26 години веќе не може да се снајдат да се обезбедат сите сами да имаат своја место каде што ќе живеат, немате политики како да го решите проблемот со сместување на млади, со нивно осамостојување е еден од проблемите. Вториот исто така проблем е воопшто, барем имаме таков некој впечаток дека државата воопшто не го акцентира проблемот и воопшто не се фокусира на моментот дека најдобрите студенти, најдобрите млади кои што земаат стипендии од државата и се моментално и студира на најдобрите универзитети во Европа, не најдоа начин како да ги вратат назад. Така што според мене можеби не е проблем. Во интерес на времето, она што е најважно, како да ги задржиме или едноставно тоа е миграција, младите сакаат да шетаат и така прават сите. Но факт е дека младината е всушност иднината на една земја. Токму така, младината е иднината, но и сегашноста. Не можеме да кажеме дека едноставно младите ќе заминуваат и тоа е тоа. Апсолутно не би тргнале со таков наратив, туку државата треба многу пофокусирано да работи на ова, многу долгорочно, од причина што краткорочни планови не го решаваат еден ваков системски проблем и доколку не почне да се работи уште денес, уште сега, едноставно бројките како што се денес 58%, можеби за неколку години ќе бидат 60-70, едноставно ќе дојдеме до еден магисен круг каде што Македонија навистина ќе биде држава на пензионери. Ангела, благодарам што се вклучи во ова денешно издание на Црвена линија и од тебе дознавме многу работи. Така да остани до крепа да видиме дали можеби и младите ќе се охрабрат нели јавно да проговорат за тоа што ги мачи и што им треба во државата за да останат. Благодарам уште еднаш. Така или па сепак да пишат на социјалните мрежи. Така, веќе пишуваат добро, таму подобра природна средина и на интернет. Така, сега одма се вртиме на Твитер да видиме Бредли Купер што нима напишано за нашата тема секако. Мизерните плати во приватен сектор, експлоатацијата на работниците, нефункционална и корумпирана трудова инспекција и институции, сваровски судство. Младите се паметни, не трпат вакви неправди како нас. Тоа е од Бредли Купер. Исто така и го очекуваме на телефонски број 02 307 6677. А она што ни е драго дека имаме и гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Иако имавме гледач кој што ни рече добро вечер, се надевам нема да ви се стемни, се уште не, се радуваме на подолги пролетен ден. Добар ден. И убав ден да се имате. И убав ден да се имаме и вие секако. Па еве што ќе кажете вие на темава. Не сум млад, меѓутоа родител сум на две млади деца. Так. Меѓутоа сите знаеме, иднината на нашата држава се младината. За жал, политиката која ја спроведовме ние и која ја водиме во нашата република ни го плачат секој од младината. Што се однесуваат на политичките грешки, што ги префрлуваме на терет на младите, скапо го плачат младината. И јас ги оправдувам што заминуваат во странство. Затоа што сите политичари не може да бидат сите млади деца. Има образовани луѓе кои што не сакаат да се бартаат со политика. Таа политика не доведе до оваа ситуација Република Македонија. Јас ве прашувам како новинари, знаете колку е квадрат стан во Скопје од 1600 до 2000 евра квадратот. Кога брачен пар, млад брачен пар ќе купи 80 квадрати еден стан и да се оформи семејство, ве прашувам.
И поставете ја и таа тема со таа ригорозни цени од 1600 до 2000 евра квадратен метар. И така да сите политичари и сите постари ние генерации треба да се застравиме со ваква политика која што им нанесуваме, ги бркаме младите деца и нашите деца. Македонија ќе остане се со пензионерите. Така да толку тешко ќе не биде што ќе можеме едно лепче или до здравствен дом да не однесат. Така, благодарам што се вклучивте и секако ќе имаме во предвид оно што го предложивте, зашто би можеле во некој наредно издание да зборуваме на црвена линија. А одиме и со уште еден, ќе кажеме, сликовит коментар. Така, имаме на Твитер, исто така коментар за нашата тема, кој гласи: Да, еве да го видиме. Интересно е објавен е оној масловата хиерархија на потреби. Така, и сега вака гласи: како некој што си отишол пред 18 години од оваа перспектива, истото би го направила. Државата нема интерес да ги задржи. Прашајте ги младите кое ниво им е битно од пирамидава и ќе разберете на кое ниво е државата. Поздрав до Тина. Поздрав и до Мартина. А ние велиме здраво и добар ден за нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија? Јас сум излезен од 2013 година. Добро. Така. Одедено со тоа што сите партии и сите влади што беа од 90 од самостојување до денеска, ни една не се заврти да праша што работиме. Значи со главата в турка правеа приватизација, криминални и секакви лопуски. Така да ние не можевме да останеме без леп. Ниту ние, ниту нашите фамилии. Слушам по другите телевизии осуди, дека некои зеле бугарски документи дека тоа, па ние сме тие што ги раниме. Значи ние сме тие што ги пуштаме 50 и 60% парите од озгора, наши во Македонија да може данокот да си го платат и да јадат. Каде живеете и ако може да ни откриете? Вие како телевизија, значи треба да застанете во една вистинска права смисла на зборот, да ги соочите двете страни. Сега, втората работа е, значи тоа што сме го научили, што го знаеме, во Македонија, значи ако немаш Војко, Владика, не можеш да го докажеш никад. Или мора да отвориш фирма, па да работиш по твое, се знае фирмите кој ги рекетира и кој ги збира рачите парите. Значи тоа е првата особна и последна шанса што ни се пружи, ние со нашето знаење излеговме надвор на сите белосветски пазари, значи да го процениме нашиот труд и нашата моќ. Додека во Македонија остана сите оние килови, значи кои што не можеа да се најдат и ги бутнат сите во државни јасли. Ето, тоа е тоа. Пријатно убав ден имајте. Пријатно и убав ден. Доколку веќе живеете надвор, а сакате да се вклучите во црвена линија, не е лошо да не откриете каде живеете и што е тоа што круцијално се разликува од таа земја со Македонија. Кои се предностите, може би има и негативности, не знаем. Така, а сега се враќаме на Твитер. Имаме твит од Бјанко Неро. 2 години барав шивачки, со и без искуство. Моментално вработени или не? Нема. Не ми интерес за работа во текстил кај младите, а повозрастните или се вработени по добри услови и не им се бега или претходно имале лошо искуство во фабриките. Категорично не, а никој не ме праша за условите. Продолжете да коментирате и секако ги читаме коментарите во црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме, црвена линија. Јас сум во програма. Да. Добро, поздрав до двајцата. Благодарам, поздрав и до вас. Да ви кажам најискрено, оваа тема баш ме интересира, пошто јас бев во тој дел кај што одма би избегала државава на времето кога работев. Значи, не ти го вреднува трудот, те мобинг ти прави, значи те малтретират цело време на работа, значи не ти дава уопште, не те почитува како човек да си, нели? Така да, за тоа си бегаат младиве, нешто имаше баш месечини Тео Преска прочита нешто, дека стариве ние постарите си молчевме, нели? Јас си молчев и само си трпев болести си собират, а додека некој млад што дојде после мене не сакаше воопшто ни да помисли тоа да го работи што го работев јас. Сака ќе ти даде 10 работи да ги завршиш во рокот пола сат и после ти бара зашто не си ги завршил. Тука е проблемот, Тина, затоа што не ти вреднува, те малтретира. Значи таму некаде ќе работиш надвор, бар ќе земеш пари, а можеби нема мобинг, можеби ќе те почитува како човек, како личност.
Така да ќе си заминат, нормално дека ќе си заминат. Значи ништо не се направи од кога стана приватизација, газди веќе стана богови, значи газда не може да биде убава. Значи газда не може ти душа да му дадеш. Значи не знам дека има некој газда што се збогатил, па со душа се збогатил. Значи тој мора да има камен, а не душа за да створи капитал, така ли е? А затоа па работникот ќе си пати. Така да многу сум разочарана што не заминуваат. Немојте да бидете и понатаму разочарана, останете со црвена линија. А еве и зошто. Сега идеме со кратки реклами. Еве сме назад и сега, како што ветивме, со крајните резултати од нашето анкетно прашање. Ке стане ли Македонија земја на пензионери? 83% гласа за да, а 17% гласа за не. Јас верувам дека до крајот на денот Тео нема да замине надвор од земјава, ќе те имам утре во црвена линија. И замисли, Тео нема да зборуваме за политика, ќе зборуваме за твојата омилена тема. Да, утре е многу важен ден за Македонија. Дали сметаш дека ќе оствариме пласман понад преварот со Италија? Значи, нормално е кога ќе оствариме пласман. Ја ве очекувам утре да дадете поддршка во црвена линија, телефонски број 0230766777. А исто така, од кога ќе победиме, ве очекувам во петок да се јавите да ми кажете дека ја веров, исто така и вие верувате, дека ќе ги победиме Италија. Ако не ги победиме, ќе победиме други. Како и да е, навиваме и многу не значи и драго ни е дека ќе зборуваме за фудбал. Анкетата сега уште од вечерва пополнувате. Кој оди во баражот за финале на светско? Италија или Македонија? Македонија. Довидување. Уживајте во програмата на Телма. Чао, чао.